Дисан па Долни. Речиси на границата меѓу Поврдарието и Тиквешијата. Сепак припаѓа на општина Неготино и е во ова првото. Од Неготино преку Тимјаник, исто убаво село, преку живописен Ридест предел со километри лозја, евене во Долни Дисан. Велат енолозите, во Македонија најквалитетно грозје успева токму во овој предел. Но за тоа потоа. Кој е денес Дисан? Каква е личната карта? Убаво е Дисан, за мене е едно од најубавите села. Затоа и живеам тука и останав да живеам во Долни Дисан. Колку куќи домакинства? Па овака Долни Дисан, прво да кажам така една лична карта, Долни Дисан е населено место во подопштина Неготино, се наоѓа на 7 км од Неготино. Се наоѓа исто така под падините на висорамнината Витачево. Жители има нешто околу 1000, под 1000 жители. Се наоѓа на 200 метра надморска височина, 280 метра надморска височина. Од инфраструктура Долни Дисан има водовод, има канализација, имаме, еве, како што видовте, и патот е асфалтиран до Неготино, тоа е нов пат. Овој дел ке што име, тоа е плоштадче ново изградено. Значи, животот е релативно решен на некој начин. Водоводот е изграден некаде околу 80-тите години со средства од самодоприноси од граѓаните на Долни Дисан. Значи, имаме некаде од 80-тите години. Пред некоја година го појачавме истиот водовод со бунар, со потисен цевковод, кој што ја испумпуваме водата до кај што не се базените, тие се на поголема надморска височина, така да по природен пат добиваме вода во целото село. Критични месеци имаме таму август, јули, али може да рече некако се бориме со тој проблем. Отпадни вода и канализација се скоро 95% опфатени, имаме уште еден дел недоработен, али рачунаме во иднина дека и тоа ќе го заврши. Улично осветлување имаме, меѓутоа сметам дека никогаш не е доволно. Треба секогаш да се надградува, да се стават нови сијалици за тоа што селото се шири. Па и сметам дека во тој дел треба да се работи уште малку. Миграција последните 10 до 15 години нема. Луѓето се тука, затоа што малку животот и во градот не е како што беше во минатото, па затоа и луѓето остануваат тука и екзистираат. Највеќе екзистираат во Долни Дисан, се произведува грозје и претежно луѓето се занимаваат со таа дејност. Од страна на сточарство немаме, не може да кажеме некоја бројка, освен акционерското друштво Венец, што имат некој одреден број таму фарма што одгледуваат. Инаку во другиот дел нема сточарство, нема друг дел, се занимаваме само со лозарство и одгледување на житни култури. Во Долни Дисан имаме основно училиште, имаме амбуланта која што е изградена со совместен самодопринос од селаните, имаме пензионерски клуб, имаме асфалтниот пат кој што е направен. Едни недостасува имаме поголем проблем со асфалтирање на улиците. Значи улиците во Долни Дисан не се асфалтирани, во идна треба да работиме на тоа и ако може да го завршиме и тој дел. Доколку ги завршиме тие улици кои што реков дека треба да се доизградат, Дисан ќе биде уште поубаво место со еден добар впечаток кога ќе дојде некој или па за нас самите граѓани од Долни Дисан. Ајде, нема иселување. Ако го направите тоа, ќе има и доселување? Па може некој што се иселили, ние имаме и такви случаи кои што беа во градот па се враќаат назад тука, си печат ракија во текот на периодот, па додека има тие полски работи по лозјата, значи има и у тој дел има. Отворени врати. На сите им отворено кој сака да дојде во Долни Дисан. А и името чудно. Речиси, никој не ја знаеше легендата за тоа како и од каде дошло тоа Дисан. Некои велеа, од тоа што земјата тука се издишувала, излегувала топла вода од неа и пареа. Ама, еве овој мајсторов нешто чул, ама не дочул. Ако? Ама името од каде Дисан, долни горе, Дисан. Имало вода што избило доздола, па дише. И па и така се лапе. Како се лапе? Дека под вода имало. Горе
што се стените брегот што е дека се гледа. И ден денеска едне викат таму се слушало вода, како бучи вода уздолу. И сето дисане под вода. Јас на крајот на игралишто седам, бунар немаше вода. У басејот немаше вода. 12 метра со копач го ископа. 12 метра на 12, на 8 метра испадна вода. И етко па е вода. На риба? Не, на крајот на крајот. Во ова село има многу вредни и работливи луѓе, по цел ден во лози, ама и дома мора нешто да се подсработи. Например, ако е сезона, да се направи зимница, а без ајвар во Македонија зимница не бидува. Ајвар, Не е пинџур? пинџур. Па тоа ни кај нас го викаме ајвар. Пинџур е за зиме, За кого се? За внуци, за вас? за сите, за внуци, за черки, за синови, за се, за снаи. И колку деца имаш? 3, Син? 2 черки и 1 син. А внуци? Имам 14 внуција. 14. Аха, превнучиња имам 4. Машала, да се живи и здрави. Ама и туршија без ракија не ја бидува. Испротивно, да пиеш ракија без мезе, па ич не ја бидува. Верни работа? Амин. Еве вариме ракија. Лесно ли? Не е лесно ракија да се вари. Зошто? Мачна е работата со ракијата. Треба оџин да се подеси јачината, може да се допне да испадне алкохолот од грнето. Постојано мора тоа. Постојано треба да се лади и ладењето му е многу битно. Оџинот е многу битен да не биде многу силен. Сезона ли е? Сезона е, сега е сезона за варење ракија. Колку казани? Овој сега ми е втори казан од Собајле. Па ќе гледам да варим уште еден до вечер. А вкупно? Вкупно имаме до сега 50 казана сварено. Твое грозе? Моје грозе лично домашно. Јас ја произведувам. Моја берба. Колку лози имаш? Имам 3 хектара. Во Сам си го произведувам, сам си го преработувам, имам моја механизација. Дава ми на откуп во фирмата во Венец Долни Дисан. и како? Плаќаат? Па плаќа до сега е скоро платено. Има нешто и трпезно и таму го откупуваат ладначе. Кој сака да работи може да се живее пристојно. Има, може се живее, може. Инаку ни кажуваат тука дека Македонија годишно произведува околу 200 милиони килограми грозје. Од тоа, од ова мало парче земја околу Дисан, излегуваат околу 10 милиони килограми. Или цели 5% во државата. А најголемиот дел го откупува Венец. Да, за другите Венец од Дисан и Моше Пијаде од Долни Подлог во поранешна Југославија беа меѓу најдобрите. Моше Пијаде веќе го нема, ама Венец не само што го има и преживеа, туку е со големи амбиции. Илија, каде се наоѓаме денес? Денес се наоѓате во село Долни Дисан, фирмата Венец, фирма која што постои од далечната 56 година и обстојува со сите предизвици кои што ги носеле времето. Примерно производство број 1 е лозарството,
негде имаме околу 380 хектари лозов насад, од тоа негде 100-110 хектари ни е трапезни сорти, значи сорти за трапезно грозје, а околу 270-50 хектари ни е винско грозје. Покрај со производство на грозје се занимава и со производство на пченица и јачмен. Имаме и сточни фарми, имаме негде околу 450 овци, имаме крави, околу 250 молзни крави. Тоа е, значи, буквално една фирма која што од поранешните задруги, сега модерно како се викат, нели, кооперативи, буквално се трудиме, се што постои буквално за една селска средина, за една средина која што да ги офатиме тој дејности. Венец е дисан, дисан е венец. Тезата е, значи, венец е дисан, дисан е венец. Јас од Цветков Ташко, од Долни Дисан. Имаме нисна тројца браќа, татко ми остави по 5 хектари озена. И бере повечко сне на Смедеревка и Вранац, и Асталско. Од Асталско? Од Асталско сне на пазарот носиме повечко, а винското току Венец у фирмата. Кои сорти Асталско? Мишел, Кардинал, Афусале и други. Кој е најдобро оди на пазарот? Кардинал и Мишел. Колку цена постигна? Од 30 до 15-20. Проблем со аргати. Аргати нема, човеци нема. Јас сакам да продолжам натака за земјоделие, ама нема човеци. Аргати нема. И зошто? Не знам. Нема народ, не сака да иде да работат. Малку плаќате? Малце, јадарка му плаќаш дневница, вика мене пари не ми треба. И јадење му даваш? И јадење плюс пиење се, пари му даваше и неш да иде. Порно му било дома со лепи паштета да мака, отколку да ја зема одеска јадарка. Како беше она? Оздола идат винари белограѓани. Еве го тоа, а не она што го мислите. Во подножието или во продолжетокот на таа висорамнина, на тоа ритче, венец, во делот кај што граничиме према Кавадарци, тоа ритче се вика Белград. И песната? И тоа е више и опеано во претходните години во песмата која што Лихни да кајче веслаше, оздола идат рибари, винари, белограѓани. Значи тоа се однесува баш на тој дел, на тоа ритче Белград. Значи Белград е граница меѓу Долни Дисан и Кавадарци, кај што се од левата према и од нашата страна и од кавадарската страна се наоѓаат лозина, винари, значи производство на гројзе, кој што гројзе точно токму испеано и промовирано во таа песна. Илија со гордост ни ги покажува двете вина, кои годинава добија сребрни медали на саемот за дегустација на вина во Лондон, еден од трите најголеми во светот. Да им се множат, следниот пат венец да стане златен. А клисарот Атанас ни раскажува за црквата, дека е стара, ама се подновува. Црквата е Свети Арангел Михаил. Се знае ли од кога е градена? 1934 е првото дете крстено и крстено е под името Михаил. Сега не е меѓу нас, пошто е починат. Која града? Па точно не знам. Има се зборе од Шишковаци. Сега не се сеќам на името, дали Митри или Јован. Они ја почнале, пошто било турско село.
му помагале селаните, се здружувале, делкале камења, натовар ги носеле, кој бил мајстор зидал, другите камења носеле околните ридишта. Кој како можел и со што можел, ако не може, ако не е мајстор и ако нема пари, ќе дојде ќе работи. И така е направено. И така е направено. На стари темели имало порано црква тука? Јас колку што знам, нова е црквата, На новите? на нови темели, друга дали имало, не знам. Сега се зборе тоа, се гласини, горе не излезот да не имало манастирче или црква, вамо на кај Кавадарци да не имало, али тоа се од луѓето. Јас такво сознание нема. Иначе селска слава ни е Свети Арангел Михаил. Ни шепнува како да е некоја тајна. Вели, и по Пладнево имаме венчавка. Така ли? Ние право кај сватовите. Арно, ама венчавката вечерна, а нам ни се брза. Ако, еве како тоа изгледаше. Село весело, тоа Долни Дисан. Дај Боже да е така во сите наши села. Довидување од некое друго убаво село во Македонија.